Добро вечер. Време е за урбаните вести. Двете вртелешки, едната на плуштадот Македонија во Скопје и онаа во близина на црквата Света Богородица, ќе бидат демонтирани и преселени на друго место. Започнуваме со урбаните вести веднаш по генералната најава. Наместо 500 денари за 15 метри кубни вода, едно семејство со новата цена ќе плаќа по 522 денари. Нови барања до општините за легализација. Граѓаните навреме да достават документација. На Институтот за трансфузиологија има доволна количина крв. Апели за дарување крв не се потребни. Комеморативна церемонија по повод меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Цената на водата се зголемува, но сметките ќе станат повисоки како резултат на воведување нова тарифа за прочистување на отпадните води на реките Лепенец и Треска. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите денеска истакна дека законската обврска на градот е да постапи согласно одлуката на регулаторната комисија, која ја одредува цената на водата. Новата цена за граѓаните ќе изнесува 30,71 денар. Граѓаните на Скопје февруарските сметки за вода ќе ги добијат со нова цена. Иако цената на водата се намалува за 0,72 денари, сепак сметките ќе дојдат повисоки за 2,04 денари по метар кубен, што е резултат на воведување нова тарифа за прочистување на отпадните води, односно за пречистителните станици на Лепенец и Треска, кои ќе бидат под надлежност на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. Новата цена за физички лица ќе изнесува 30,71 денар за метар кубен, додека пак за правни лица 60,66 денари за метар кубен. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите истакна дека зголемувањето на сметките не е по желба на градот, туку тоа е законска обврска на градот да постапи согласно одлуката на регулаторната комисија која ја одредува цената, и на градот му нуди три цени: најниска, средна и висока цена. Како пример, градоначалникот посочи дека едно семејство во просек троши 15 метри кубни вода месечно и досега плаќало 500 денари. Со најниската цена предложена од регулаторната комисија, за која градот Скопје во соработка со јавното претпријатие Водовод и канализација се одлучи да ја прифати, граѓаните за 15 метри кубни вода ќе плаќаат 522 денари. Колку за споредба, тој ги посочи и средната и високата цена кои биле понудени, а тоа се 578 и 637 денари за 15 метри кубни вода, според средната и високата цена. Градот Скопје и јавното претпријатие Водовод и канализација во минималното зголемување ја прифаќаат и обврската за прочистување на отпадните води и ќе управуваат со две пречистителни станици, свесни дека ќе има финансиски импликации кон Водовод и канализација. Како што истакна директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Душко Весковски, со дополнителните 2,04 денари кои се воведуваат за пречистителните станици на годишно ниво, претпријатието ќе има прилив од 74 милиони денари на годишно ниво, а одржувањето на пречистителните станици исто така на годишно ниво ќе изнесува 100 милиони денари. Тој посочи дека остатокот на средствата потребни за одржување на пречистителните станици ќе се обезбедат со рационализација на работењето во претпријатието. И покрај повисоките сметки кои ќе започнат да се дистрибуираат од март за потрошена вода во февруари, Скопје сепак има најевтина вода во Македонија. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски денеска доделија нови 26 решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Оваа можност, според ресорниот министер Горан Сугаревски, треба да се искористи навреме да се комплетира документацијата, а општинската администрација максимално да се ангажира за решавање на предметите. Во општина Газибаба од почетокот на месецов се пристигнати 56 нови барања за легализација на дивоградбите, а во изминатите 2 месеца се изготвени 250 решенија за легализација. За да се излезе во пресрет на сите барања се планира ангажман на нови кадри во секторот за градежништво и урбанизам. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски нагласи дека општинската администрација и едношалтирскиот систем се посветени на професионален начин да излезат во пресрет на граѓаните за секое ново барање,
вклучувајќи ги и речиси 7000 предмети кои од различни причини не биле комплетирани. Денеска во општина Газибава беа доделени нови 26 решенија за легализација на дивоградбите. Значи денеска заедно со министерот поделивме 26 решенија за легализација на диво изградени објекти. Само во последните 2 месеца позитивно изработивме преку 250 решенија. Во текот на заклучно со денешниот ден стигнати се 56 нови барања за легализација. Општинската администрација, едношалскиот систем е посветено на професионален начин да излезе во пресед на граѓаните за секој ново барање, вклучувајќи ги негде близу 7000 предмети кои што по различни причини не ги докомплетирале, да во текот на оваа година од различни причини имаат можност, како што истакна министерот, до 36 до крајот на годинава ги достават материјалите во општината да го докомплетираме и со целиот професионален кадар кој што ни стои на располагање ќе им излеземе во пресед се со цел да ги легализираме објектите кои што се наоѓаат на територија на општина Газибава. Граѓаните веќе доставуваат нови барања за легализација до општините, согласно дополнителните рокови што за таа намена се овозможени од почетокот на годинава. Оваа можност, според министерот за транспорт и врски Гуран Сугаревски, треба да се искористи и навреме да се комплетира документацијата, а општинската администрација максимално да се ангажира за решавање на предметите. Значи со продолжувањето на рокот од 1 јануари 2018 година им се овозможува на сите оние кои што немаат поднесено досега барање за легализација на нивните објекти, тоа да го направат во текот на целата година. Исто така, во првите 6 месеци од годината, сите оние кои што претходно поднесле барање, меѓутоа од одредени околности, значи субјективни или било какви други причини, тоа не го направиле или била одбиена документацијата, ќе имаат право да го направат до 6 месец. Исто сакам да ја повикам јавно и да направам еден апел до сите граѓани во Република Македонија кои што треба да остварат вакво право, да не ги чекаат последните денови за да доставуваат сета она потребна документација која што е потребна за легализација на нивните објекти. Воедно, сакам да испратам апел до општините, заеднички, заедно со Министерството за транспорт и врски, направиме се да нормално и ефикасно овозможиме да граѓаните ги остварат своите права, поврзани со, се разбира, законот за постапување со бесправно изградени објекти или популарно наречен закон за легализација. Со продолжување на рокот од 1 јануари се возможува до крајот на годинава да се поднесуваат нови барања за легализација на објекти изградени до март 2011 година. Оние кои претходно имаат поднесено барање, а немаат доставено елаборати и воедно се одбиени, ќе може да достават ново барање со комплетна документација до 30 јуни годинава. Со претходните рокови во 2011 и во 2016 година во оваа општина беа поднесени над 18.800 барања за легализација, а за 7.000 се чека комплетирање на документацијата. Донесени се решенија за легализација на 7.650 објекти. Состојбата со крвни резерви на Институтот за трансфузиологија е на задоволително ниво. Апелите по медиумите за донирање на крв се избрзани и непотребни, тврдат од институтот и уверуваат дека сите крводарителни акции се успешно организирани и ги задоволуваат потребите на болните. Црвениот крст на град Скопје, како и општинските организации на Црвен крст, редовно организираат крводарителски акции, кои најдуваат на голем интерес од страна на хуманите граѓани, при што се собира значителна количина на крвни единици. Сепак, за жал, се почесто пациентите и нивни блиски ги користат социјалните и другите медиуми за да побараат помош во вид на донација на одредена крвна група. Ова го отвара прашањето за злоупотреба на моќта на медиумите, дали и колку се потребни вакви апели, дали покрај редовните и успешно реализирани крводарителски акции на скопските клиники и на болниците во внатрешноста има недостаток од крв, или пак во прашање само непотребна паника на роднини и пријатели на пациентите. Одговор на овие прашања побаравме кај доктор Миленка Благоевска, раководител на оделението за прибирање крв во Институтот за трансфузиона медицина, која потврдува дека има доволна количина на крвни резерви, потребни за пациентите во Македонија и апсолутно се непотребни апелите за донирање крв. А дали се задоволителни количините на крв кои што ги има во трансфузиологија? Да, ова е период кога секогаш имаме доволно крв и располагаме, ми се чини, барем према вчерашниот извештај, негде околу 1200-300 единици крв, можда 1400.
во моментот од сите крвни групи. Се разбира, РХ негативните се поретки, тоа е вообичаено, меѓутоа има доволно од сите крвни групи. Многу често на социјалните мрежи знаат да се случи апел за барање на крв и тоа итно. Дали е тоа само кривање паника или навистина се случува никогаш да снема никоја крвна група? Многу ретко, јас сум, да речем, многу долги години вработена во институцијата и последниве можеби 10-15 години навистина исклучително ретко се случува да нема крв од одредена крвна група. Ние сме сега во мрежа во целата република, во целата држава, така што и да снема од одредена крвна група, значи крвта патува. За саат-два може да стигне било каде во републиката, било од Скопје према внатрешноста, било од внатрешноста према Скопје. Честопати за жал овие апели се преуранети, непотребни и така натаму и најчесто тоа ја поттикнува фамилијата, некој пријател, некој близок, нормално со желба да помогне и добро би било во иднина да прво ја контактираат службата и да навистина се осведочат дали може да се заврши работа, дали има доволно крв, па потоа ако има потреба ние ќе пуштиме апел. Така да навистина нема потреба да некој приватно без да не консултира пушта апели. Желбата на граѓаните да излезат во пресрет и да спасат човечки живот во такви моменти е голема, при што се упатуваат во Институтот за трансфузиологија. За жал, често пати истите се враќаат назад, бидејќи потребата од крвни единици е на задоволително ниво, а донацијата на нова крв би била залудна, ако се знае дека крвта после 5-тиот ден е неупотребливα, додава Благоевска. Состојбите со недостаток на крв и крвни компоненти се присутни во секоја земја, а Република Македонија се вбројува во една од ретките земји во кои се постигнува задоволување на потребните количини крв и крвни компоненти за пациентите во јавните и приватните здравствени установи. Повремени недостатоци не може да се прифатат како правило дека сите пациенти и дека секогаш нема доволни количини крв, децидна е Благоевска, која за крај на нашиот разговор потврди дека недостасува и меѓусебна соработка на клиниките со Институтот за трансфузиологија, што создава лоша слика за крводарителството во Македонија. По повод од 27 јануари е меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Во Министерството за надворешни работи денеска се одржа комеморативна церемонија и беше отворена изложбата Изгубениот свет на сефардските евреи од Западниот Балкан. Во Министерството за надворешни работи денеска се одржа комеморативна церемонија и беше отворена изложбата Изгубениот свет на сефардските евреи од Западниот Балкан по повод 27 јануари, меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Министерката за образование Рената Дискоска во обраќањето потсети дека Македонија, водејќи се од трајната заложба и обврска Холокаустот да не биде заборавен во континуитет, презема бројни активности на домашен и меѓународен план, од кои особена важност е улогата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Република Македонија, водејќи се од трајната заложба и обврска, Холокаустот да не биде заборавен, да извлечеме поуки за нас и особено за младите генерации, посветено и во континуитет превзема бројни активности на домашен и меѓународен план. Во овие рамки од особена важност е улогата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, кој заслужува големо признание за неговиот неуморен ангажман во реализација на бројни активности и проекти. Со цел Холокаустот и слични настани никогаш да не се повторат, вложуваме усилби за унапредување на познавањата и надградба на сите општествено одговорни фактори, на младите генерации и просветните работници со сите историски и современи аспекти кои се однесуваат на овој најтрагичен настан во поновата историја на човештвото. Претседателката на еврејската заедница во Македонија, Берта Романо Николиќ, рече дека Холокаустот останува како општо мерило за најголемото можно зло. Денот не враќа наназад, историјата сведочи, хронолозите бележат. Македонскиот и еврејскиот народ, малубрајни, но истрајни, заедно ја доживуваат неповторливоста, големина на своето минато, робуваат и слават заедно, страдање и победи низ илјадници години заедно, без никогаш да ја загубат својата национална свест, својот дух. Заедничкиот соживот создава кодекс на почит, разбирање и традиција што цврсто се втемелува во моралната градба на двата народа.
Втора светска војна, Холокауст, се случува во Европа. Меѓу жртвите на Холокаустот беа и 7200 македонски евреи. На 11 март 1943 година 98% од евреите во Македонија се собрани во Скопскиот монопол, најголемиот број од Битола, Штип и Скопје, и испратени во концентрацијски логор Треблинка, каде се убиени во гасни комори. Според податоците од еврејската заедница во Македонија, денеска во земјава живеат само околу 200 евреи. Во знак на сеќавање на депортираните македонски евреи, во март 2011 година во Скопје беше отворен меморијалниот центар на жртвите на Холокаустот, кој е еден од 4 такви во светот, покрај центрите во Израел, Германија и Америка. Јавна соба викендов ќе ја одржи третата работилница Оброци подготвени од деца. Едукативната програма за деца се состои од 4 работилници. Направи својата стенина, дизајн, размислување со моделирање со глина. Во организација на јавна соба, во недела ќе се одржи работилница за деца во рамки на програмата Social Sundays, која представува неделно дружење за сите генерации, исполнето со креативни и интерактивни катчиња за сите возрасти на деца. Едукативната програма за деца се состои од 4 работилници. Направи својата стенина, дизајн, размислување и моделирање со глина. Најмладите на возраст од 2 до 5 години ќе имаат можност да уживаат во дрвените играчки во кјошето наречено Мелиса и Дак. Готвачите од јавна соба ги учат децата како од базични намирници, брашно, јајца, маслиново масло, свеж босилек, да подготват тестенини по нивни вкус, каде во случајов готвачите се ментори, кои вешто ги водат децата во процесот на месење на тестото, сечење на резанки со мануелна машинка, варење на тестенината ал денте и комбинирање со зеленчуци за да се добие еден одличен оброк, кој со сласт и гордост се конзумира. За оние деца кои не се љубители на зеленчукот, ова е вистинска терапија, бидејќи изборот децата го прават од свежи и здрави намирници: лук, кромит, брокула, карфиол и домат. Дополнителна мотивација за младите готвачи е дека најдобриот рецепт ќе се најде на менито во ресторанот во јавна соба. Пријавувањето за работилниците се врши на веб страната на јавна соба. Околу 40% од сообраќајните незгоди со загинати лица случени на територијата на Република Македонија се предизвикани од возење со брзина поголема од дозволената. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите за одговорно управување со возилата. Истражувањето на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покажуваат дека 86% од возачите никогаш ги прекршиле правилата за ограничување на брзината. Околу 40% од сообраќајните незгоди со загинати лица, случени на територијата на Република Македонија, се предизвикани од возење со брзина поголема од дозволената. Најголем дел од возачите не ги почитуваат правилата затоа што сметаат дека минимално пречекорување на брзината 20 или 30 км на час нема да ја загрози безбедноста на сообраќајот. Според РСБСП, колку и да се бараат оправдување и причини за непочитување на правилата за ограничување на брзината, вистината е дека секое пречекорување на дозволената брзина представува закана за животот и здравјето на учесниците во сообраќајот. Апелираат до возачите да бидат максимално одговорни и дисциплинирани и целосно да ги почитуваат правилата за ограничување на брзината и истовремено потсетуваат на најважните правила кои се однесуваат на брзината на возење. Возачот е должен брзината на движење на возилото да ја приспособува кон својата состојба и кон состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, а начин да може навремено да го запре возилото пред секоја пречка, што под дадените услови може да ја предвиди. Возачот не смее да го менува начинот на управување со возилото со нагло намалување или зголемување на брзината на движењето и да го стартува возилото постигнувајќи при тоа горна граница над дозволениот број вртежи на моторот, односно пролизгување на погонските тркала, освен во случај на непосредна опасност. Санкциите за непочитување на правилата за ограничување на брзината во и надвор од населено место се големи, но она што е најважно е возачите да сватат дека тие се наменети за неодговорните возачи и имаат за цел да спасат човечки животи. Од денеска до 28 јануари на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ во Скопје ќе се одржи петиот поред Global Game Jam Македонија. Македонија своето учество на овој интернационален настан го започна во 2013 година со локации во Скопје и Битола.
Во организација на Македонската асоциација за развивање на игри од денеска до 28 јануари на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје ќе се одржи петиот поред Global Game Jam Македонија. Организаторите очекуваат учество на над 300 геймери и публика од над 2000 луѓе за време на настанот. Global Game Jam е најголемиот интернационален настан за креирање игри кој се одржува еднаш годишно истовремено на повеќе локации низ целиот свет во вид на 48-часовен маратон. Како дел од International Game Developers Association, неговата цел е да ги обедини сите кои креираат или имаат желба да креираат игри и да поттикне креативност, соработка и експериментирање. Во 2017 година на Global Game Jam се сретнаа 36.000 джемери, се одржа на 702 локации во 95 земји и беа создадени преку 7.000 игри. Македонија го започна своето учество во 2013 година со локации во Скопје и Битола. Во изминатите 5 години учествуваа близу 1200 учесници, професионалци, студенти, средношколци и ентузијасти од различни сфери, а беа создадени 121 видеоигра во прототип, од кои некои продолжија да се развиваат во комерцијални продукти. За учесниците е обезбеден непрекинат интернет пристап, храна, пијалоци, простор за работа, простор за рекреација и простор за одмор. Во текот на работата ментори ќе им помагаат на учесниците и ќе одржуваат кратки предавања. За најиновативните тимови и поединци се обезбедени награди. Во наредните денови продолжува период на стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. До недела во претпладневните часови ќе има температурна инверзија, што по одделни котлини ќе ги зголеми условите за појава на магла или за матеност на атмосферата. Тоа беше последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме за вниманието. Довидување.